Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од етно селото Златно Буре Кучково и еве јас не ни дочекав да почнеме со емисијата, право се фатив за работа затоа што за ова емисија имаме многу потребни состојки, ќе ми треба повеќе време. Значи, сега се наближува Великден и сите овие емисии последните денови се наменски, затоа што Вкусот на традицијата ги споделува со вас великденските рецепти. Како би требало да изгледа нашата великденска трпеза, на сам ден Великден, прв ден Великден, втор ден Великден и така натаму. Бива ли Великден, кажете ми, без јагнешко месо? Не бидува. И затоа денеска ќе ви направам една тава со јагнешко месо, подпечена тава со јагнешко месо и кисело млеко. Значи, прстите да си ги изедеш, толку е вкусна и ова ви ја предложувам дури за главниот ручек на Великден. За оваа тава, вас ќе ви биде потребно, сега зависи нели колку луѓе ќе ручаат. Ако ручате четворица, доволно ќе ви биде 1 килограм јагнешко месо, кој што е претходно обарено и издинстано. Може од врат, може со коска и пожелно е да биде со коска месото. Затоа што да биде така малку, коската ќе си го пушти мирисот и ја сочував оваа вода во која што го издинстав месото, ќе ја додадам после во тавата. Значи 1 килограм. Ако јадете повеќе луѓе, ставете и 2 килограми, дуплирајте ја дозата. 1 врзоп лукче, 1 врзоп кромит, половина килограм спанак, 1 филџан ориз, 1 филџан зејтин, малку свежо нане, бибер, буковец, сол, мешан сув зеленчук, триена сол, црвен пипер, околу 150 грама кисело млеко и 1 јајце и вода по потреба. И 1 морков ситно сечкан. Сега да го завршам сечкањето со лукчето и кромичето и веднаш ќе ги ставам да се запржат во тавчето со оризот. Спанакот претходно добро измиен, исчистен убаво од дршките, измиен и насечкан. Јас си благодарам многу на господја Дијана и на тимот во кујната на Златно Буре Кучково, затоа што секогаш се грижат спанакот, нели да го измијат, да го исчистат, младото кромиче се, они се нашата десна рака во емисијата Вкусот на традицијата. Така, сега ќе го ставам тавчето на загреана рингла. Ќе ставам масло. Ете така. Тука ми е насечкан морковот, кромидот и се можеме заедно вака. Ова затоа што ќе се пече во рерна, треба само малку колку да го запржиме оризот. Да замириса куќата на јагнешко. Ете така, ќе ми треба една дрвена лажица. Сега морковот, лукчето и кромичето ги ставам да се запржат. И оризот ќе го ставам 1 филџан. Сега
во земјената тава. Заборавив да ви кажам дека ќе ми треба и една коцка за супа од зеленчук. Ако немате, доволно е мешан сув зеленчук да ставите. Значи не е неопходно. Сега да ви кажам како ќе направам. Спанеќот ниту го варам, ниту ништо. Туку го ставам во земјена тава. Тука имаме 1 килограм, јас половина ќе искористам. Толку и ми треба. Така. Еве, доволно му е веќе. Но ова толку малку треба. Ете, така. Сега ќе го ставам малку мефцето со водата. Тука ќе наредам зачини. Значи ќе ги ставам сите зачини што се потребни. Ќе го ставам биберот. Бибер. Сол. Така. Малку буковец. Како замириса! Една лажица триена сол. Сега малку мешан сув зачин. Така. Малку црвен пипер. Сега сето ова убаво ќе го измешам. Сега ќе го извадам мефцето. Ќе го наредам од озгора. Ете така. Ете така. Добро. Како мириса. Заборавив да ви кажам дека ставив малку ловоров лист и еве го она масното посебно ми е значајно, него треба да го оставам. Сега ќе го ставам и ова претходното пржено зајре. Леле, каков мирис се шири. Така. Спанакот всушност треба да стане подлога на сето ова. И сега кога ќе го попарам ова со врела вода, оривчето ќе си влезе на секаде. Ова е важно. Ова е најважната течност во оваа тава. Месото каде што се динсташе. Ете така, сега и оваа вода ќе ја ставам да се вари, да зоврие, затоа што водата мора да биде зовриена. Ако ни се ослободи место, може уште малку спанек да се стави. А веќе кога ќе биде при крај, тогаш ќе му го ставам киселото млеко и јајцето. Така.
Леле, не можам да ви опишам како ова убаво мириса. Така. Сега да ми зоврие водата и мора да имам, значи, комплет до горе вода. Зејтин, масло не му ставам повеќе, заради тоа што масно е месото. Така. И сега ќе ставам коцката во водата. Ќе чекам да зоврие. Еве се раствори коцката за супа, нели добивме сега ова бујонче за да попарам. Чи уште малку да му направам место и потоа ќе го пробам да видам за сол како е, леле, како ќе биде ова. Мора да го печете првите 30 на минути затворено со фолија. Потоа ќе отворите фолијата и ќе продолжите уште 15 на минути. Еве ова веќе ми врие. Да. Аха, се досетив и на нешто друго. Да, мајка ми како што правиш. Кај што е за пршката, тука ќе го ставам. Така. Значи вода по потреба, да се покрие целото тенџере, целата тава. Ета така. И вака со лажицата, нема да превртувате, нели? Туку вака да навлезе. Водата на секаде си има и оривче. Сега ќе морам да пробам за сол. И ви кажав дека на крај во киселото млеко ќе го скршам јајцето. Ете така. Можам да исклучам. Редната на 250. Потоа намалувате на 220. 200-220 нека си крчка. И еве, подготвено ми е и ова. Киселото млеко со јајцето, кој што на крајот ќе го прилијам одозгора. Одлично. Горе напри некоја слика. Ова ми е добро. Сега само да пробам за сол, затоа што му додадо вода. Фантазија. Фантазија. Одам во кујната, ви останете со вкусот на традицијата. Откако ќе го испечам, ќе го ставам јајцето и киселото млеко и уште некоја салата во комбинација со добро вино. Ќе си честитаме празник. Ќе го очекуваме празникот во здравје и во среќа. Ете така, драги гледачи, менче ми е денеска нагости кога јас ја снимам емисијата Вкусот на традицијата, пристигна од Сидне, од Австралија, секој Великден е тука, ни гостува во многу емисии, па редно беше сега и јас нешто да ти направам. Така е. Ти секогаш ни презентираш, јас денеска менче направив тава со јагнешко, ама коска да има јагнешкото. И да пушти она масло со спанак, ориз, кисело млекце и јајце. Леле. Одвај чекам да го пробам, не сумњам. Гледај. Охо, и оривче има, види. Значи, ова е нешто
Верувам дека ќе бидеш пресрекна од овој вкус. Да. М, м. Јас На уживам здравје спанач. нека ти. Да си На здраве и здравје. жива. Имаме и мимоза салата, имаме пиперки лути. Ништо не оди со ова, леле видео како. Кажи, а? Ау. А и така мефцето добро скувано се распаѓа. Ајде, нека ни е на здравје. Ова беше предлог ручек за нашите гледачи за Великден. Нели? Колку е убаво. Леле, да, со јогуртот малку дава красотко. И гледај, ако има ориз, јаш си има соко на Си има, паке. да. Пелте си има. Значи ставено има доволно колку што треба, да не биде како Мора цементо. да се покрие, не. Да, Многу ова не убаво. сме да биде баш што викаш ти како цементо. Да. Туку, кога го правиш, и спанаќот ни го пржиш, ни го обаруваш, ништо така директ во тава. Оривчето само го пржиш и месото претходно Да. го обаруваш, но тавата Колку е мораш убава. да ја прелиеш со вода и една коцка Зелен чокова, да. Да. Многу убаво е. Да ти се позлатат рацете, прекрасно. Леле, колку е добро. А месото, кажи, локум. Месото локу, не верувам. Леле, еве, драги гледачи, нека ви биде ова избор за великденскиот ручек. Затоа што оваа тава се прави кога се соберат сите на трпезата. Оваа тава се ужива додека е врела. Да. Јас верувам дека ќе ја направите, на здравје нека ти е, На и на здравје. вас нека ви е на здравје. Фала на поканата, ручегов ти е екстра. Нели? Преубаво. И мене многу ми се Многу допадна. убаво. Многу. И ја ќе морам вако нешто да направам. На здравје. И за крај, нели секогаш кажувам некои мисли, нешто што ми остави впечаток, леко ќе ми стане седно за некој човек. После дали вистина кажал, дали лага кажал, Не ти е важно. не ми е важно, ништо не ми е важно. Мислам дека е тоа Тоа и жива не постои вистина. повеќе. Жива вистина. Ајде Така. ние да си Да си каснеме. каснеме, Бога Тука ми и персоналот од Златно буре ќе поделиме сега ова. Од вај чекат ние се ручека. Многу го стварно, значи